Во едно место близу Скопје живееше семејството Николови. Баба Грозда беше личност која сите ја сака. И старите, и младите. Таа знаеше голем број на народни песни и приказни, кои кога еднаш ти ги раскажеше, не ги повторуваше. На своите внуци им раскажуваше секоја вечер пред да си легнат. Така, една зимска ноќ, многу одамна во семејството на Николовци, се роди петтото дете на Анто и Петрана, Орце, на 7 јануари на Божит. Баба Грозда ги сакаше сите внуци, но Орце го сакаше највеќе. Зошто? Само таа си знаеше зошто. Најмал беше, најумен, љубопитен. Бабо, зошто има ден и ноќ? Умена баба, сега баба ке ти каже. Дење сонцето свети многу силно и затоа е светло, а ноќе се сокрива и затоа е темно и не можеме да видиме ништо. А, бабо, зошто мажите имаат брада и мустаќи, а жените немаат? А, Орце, ти навистина некогаш со прашањава знаеш и мене да ме збуниш. Семејството на Орце живееше во многу тешки услови, во голема сиромаштија. А на Орце му било многу жал што родителите секоја корка леп ја заработуваа со тешка пот. Многу се мача и сакаше да им помогне. Орце го запишаа во училиште, а тој многу одговорен беше. Внимаваше на личната хигиена, внимателно си ја чешлаше косата, си ги сечеше ноктите, а чевлите секогаш му беа чисти. Беше одличен ученик. Тој уште од тогаш почна да се интересира за минатото на својот народ и својата земја. Поради големата сиромаштија и покрај тоа што Орце многу сакаше да учи, не можеше да оди на училиште. Кога наполни 9 години, една вечер баба Грозда, татко му и мајка му седна и се договара што понатаму со Орце. Мора да се договориме што ќе правиме понатаму. Орце многу сака да учи, ама не може да го пратиме во училиште. А да го дадеме на занает, најдобро ќе биде тоа. Да, но занает е најдобро. Барем нема да се мачи по нивите и градините во секое време и топло и ладно, но ќе треба да го одбереме најдобриот. Но треба да најдеме добар мајстор, а тоа не е така лесно. Да, мора да внимаваме каде ќе го дадеме нашиот Орце, зашто има разни мајстори. Некои се добри и весели, ама има и лоши, па и некои намџори. Така решија дека најдобро ќе биде да го дадат на саджија. Тогаш баба му рече на Орце: Внучена баба, здравје Боже, од утре ќе започнеш да учиш за саджија. А тоа е многу добар занает. Ама да знаеш дека чираците се користат за се и сешто. Ке треба да го метиш и дуќанот, да бришиш некогаш и прозори, да отидеш до пазар да купиш нешто, да донесеш вода. Ако, баба, и ке работам, и ке учам занает. Како треба, така ќе правам. Добар ден, мајсторе. Еве го донесов син ми, како што се договоривме. Добар ден, мајсторе. Еве, од денес и јас сакам да научам да попрвам часовници. О, добар ден, Орце. Мило ми е што сакаш да учиш. Мајсторе, јас се што треба ќе работам и ќе учам. Браво бре, Орце. Не знаев дека си толку вреден, а лал нека ти. Ако продолжиш вака, ќе станеш одличен мајстор.
Но набрзо мајсторот мораше да го затвори дуќанот и за Орце требаше да се бара нов занает. Родителите решија овој пат да го пратат на шивачки занает. И тука, како и во претходниот дуќан, Орце вередно работеше, се што ќе му побараше мајсторот. Ајде, Орце, фати да го изметеш дуќанот, а потоа донеси вода. Во ред, мајсторе, еве, одма, како ќе ми кажете, така ќе биде. Орце, ајде, ако заврши со метењето, оди до кај жена ми, однеси ги торбите од пазар и да ја качиш дрва од дворот. Така, Орце секој ден работеше се, освен да учи да шие. Но и таму не научи ништо од занаетот, освен што слугуваше. Еден ден, кога Орце се врати дома, им рече: Јас повеќе не одам на занает. Како, синко? Па знаеш колку тешко најдовме работа? Јас не се запослив да слугувам, туку да научам занает, да научам да шијам, а јас се правам, само не шијам. Ама, синко, така си е редот. Чираците се должни да му помагаат и во домот на својот мајстор. А, не. Остави ги ти тие работи. Ние детето го пуштивме да учи шивач, а не да им слугува на Ленка и на Ангеле. Тоа што го прават со нашиот Орце не е во ред. И така Орце одеше од мајстор на мајстор и се повеќе се запознаваше со неправдата. После некое време, Орце конечно се запосли кај вистински мајстори, вредни и добри, Трајан и Јован, кои на вистина си ја сакаа работата. А благодарение на нив, Орце научи многу. Веќе почна и сам да шие. Како растеше, тој покрај учењето на занаетот, почна да станува револуционер, борец против тешкиот живот. Заради тоа, полицијата се повеќе го бараше Орце. Затоа, мајка му на Орце се плашеше многу за својот син. Еден ден Орце и рече: Мајко, и мене не ми е лесно, но работата треба да се заврши до крај. Ние не сакаме ништо друго, освен животот да ни биде подобар и поубав. Ме радува, сине, што се борите за подобар живот. Но, мајко, како во секоја борба, ќе мора да има и жртви, но гумина може би и ќе загинат. Ах, синко, молчи, не зборувај така. Па сега, ако се случи тоа, мајките не треба да жалат, треба да се храбри, но најбитно е дека ќе победиме. Започна Втората светска војна. Орце имаше за задача да се бори против лошите луѓе кои сакаа да ги направат луѓето тажни и несретни. Тој беше многу храбар, вистински херој. Тежок живот имаше. На крај го фатија и го затворија во затвор. Сестра му Вера често го посетуваше. Еден ден, таа му рече: Слушај, Орце, ние, а особено мама, правиме се за што поскоро да те префрлат во Македонија.
Барем така почесто ќе те гледаме, ако веќе не ти ја намалуваат казната. Сестро, те молам, штом ќе се вратиш дома, престанете со оваа работа. Сите тие се лоши. Тие немаат чувство за хуманост и човечност. Ајде, раскажи ми како е во Македонија откако почна војната. Што да ти кажувам? Тој ден загинаа многу недолжни луѓе. Се сретнавме со нов непријател, најлош досега. Но луѓето веруваат дека порано или подоцна тие ќе бидат казнети за тоа. А народот превзема разни акции за вооружена борба. Поразговараа двајцата уште малку и кога времето за посета заврши, Орце и рече на Вера: Да ги поздравиш сите, но најмногу мама. Да и кажеш дека сум добар и да ја изгушкаш наместо мене. Нека не се тревожи, нека е спокојна и малку потрпелива. Наскоро ќе се видиме. Ќе се видиме дома? Ќе дојдеш во Скопје? Да, во Скопје, дома, и ќе се видиме сите ние. Во затворот беше многу тешко. Единствен излез беше да избегаат од тамо. 3 недели копаа канал и бегаа низ шумата. Така бегајќи, беа фатени и се пукаше на нив. Орце прв го погодија и тоа право во срцето. Така ноќта меѓу 3 и 4 јануари, на 3 дена пред неговиот роден ден, пред да наполни 26 години, загина најголемиот борец и храбар партизан како народен херој, Орце Николов.